Заменичката на председателот на владата на Република Македонија и министерка за одбрана господја Радмила Шекеринска-Јанковска. Почитуван председател, почитувани колеги, почитуван председателе на Собранието на Република Македонија, почитуван началник на Генералштабот, почитувани генерали на армијата на Република Македонија, почитувани пратеници, ваши екселенции, представници на дипломатскиот кор, почитувани поранешни и сегашни припадници на армијата и Министерството за одбрана, почитувани представници на Сојузот за борци, представници на медиумите и почитувани гости. Ми представува особена чест како министерка за одбрана во владата на Република Македонија да го честитам 18 август, денот на армијата, на сите припадници на армијата на Република Македонија и Министерството за одбрана за нивната континуирана посветеност и несебичен ангажман во остварувањето на должностите и обврските. 18 август е еден од символите на државноста на нашата земја. На денешен ден, пред 74 години, на Славеј планина беше формиран баталјонот Мирче Ацев, кој во текот на народно-ослободителната борба прерасна во војска која ја ослободи територијата на нашата држава. Во таа борба, голем број на борци, партизани, ги положија своите животи за слободата на нашата земја, а нивното дело го вградија во темелите и на независна Република Македонија. Нека им е вечна слава и вечна да е благодарноста за нивниот голем придонес и жртва. 49 години подоцна, врз темелите, традицијата и делото на овие храбри луѓе, беше формирана армијата на Република Македонија, во која се преслика и мултиетничкиот и мултикултурен карактер на нашата држава. Армијата на Република Македонија 25 години будно го штити територијалниот интегритет и независност на нашата држава и достоинствено не представува секаде каде што има потреба, како наш најдобар амбасадор на мирот. Почитувани дами и господа, патот кон формирањето на армија во последните 25 години беше исполнет со бројни предизвици. И најголемиот дел од вас за тоа знаат многу повеќе и од мене и било кои претходни и идни министри. На тој пат учевте и учевме од нашето искуство и традиција, учевме од нашите пријатели и сојузници и партнерски настапувавме во справување со регионалните и глобалните безбедносни предизвици. Денеска армијата рамноправно учествува во меѓународните мировни мисии и добива највисоки оценки за својата способност и подготвеност. Армијата на своите плеќи ја носи одговорноста за нашата безбедност, а ризиците по безбедноста и на светската и на домашната сцена драматично се менуваат. Опасностите од тероризам, насилен екстремизам веќе не познаваат граници ниту држави. Грозоморниот терористички напад во Барселона, кој што се случи вчера и кој имаше трагични последици со загуба на многу човечки животи, не подсетува дека никој никаде не е целосно сигурен. Нестабилноста на илјадници километри од нас има влијание и на нашата безбедност, и на нашето секојдневие, и на нашата економија. Никој не може да се изолира од тие опасности, но секој од нас може да ја зголеми нашата заедничка отпорност. Во тоа, во голема мерка, ќе помогне исполнувањето на нашата стратешка и консензуална определба, полноправно членство во НАТО алијансата. Широкиот консензус околу членство во НАТО и на политичките фактори, но и на граѓаните на Република Македонија не е флоскула. Тој не е мит ниту за вечна и апсолутна сигурност. Граѓаните на оваа држава гледаат на светот околу себе. Гледаат и заклучуваат со своји очи, ни своји примери, од своји искуства, дека државите кои се зачленија во НАТО станаа побезбедни. Истовремено, политичките околности им станаа попредвидливи, стабилноста донесе повеќе инвеститори, а функционалната правна држава и донесе и посилен економски раст. Тоа го видовме и во нашето соседство, кога одредени држави и не претекна
во чекорите кон оваа стратешка цел. Тоа го гледаме и со последното проширување искуството на пријателска Црна Гора. Тешко, но неверојатно корисно беше коментарот најјасен кој што го добив од еден од колегите од Црна Гора, поврзан со нивниот тежок, но значаен процес за зачленување. Во име на тој широк консензус на граѓаните на Република Македонија, ја искористив денешнава прилика и денешниот ден да ги повикам сите припадници на армијата на Република Македонија, на Министерството за одбрана, да ја сработиме оваа наша заедничка визија. Македонија членка на НАТО, сигурна и просперитетна, со армија со која се гордее, но и на која и возвраќа. Немам дилеми дека оваа визија не држи обединети. Но визија без конкретни планови и без јасни чекори е само сон и создава разочарување. Македонија неколку години доцни со стратешките одбранбени документи, чија задача беше токму тоа, да дефинираат конкретни чекори со конкретни датуми и точно определени обврски. За да ги постигнеме овие цели и реформи, ни треба дисциплина и конзистентност од секој од нас. Процесот на реформите во одбраната ќе се потпре токму на тие нови стратешки документи кои ќе се темелат на реалните потреби, на националните можности, а не на желби на поединци. Тоа ќе овозможи да се забрза и процесот на опремување и модернизација на армијата на Република Македонија согласно потребите. Тоа ќе обезбеди стабилно финансирање и инвестиции во одбраната на државата, онака како што доликува на една современа армија. Процесот на реформи мора да значи и подобро функционирање на армијата на Република Македонија и Министерството за одбрана, вклучувајќи ги и подобрите елементарни услови за работа и обука на припадниците на армијата. Бидејќи армијата е тука кога ни е најтешко, во првите редови во заштита на граѓаните и одржувањето на безбедноста и мирот, на неа треба да мислиме и сите ние како граѓани на оваа држава. Во екот на мигрантскиот бран, армијата на Македонија се вклучи во обезбедувањето на нашата јужна граница. Во најтешките денови по ланските поплави, војниците одговорија на крикот на помош на многу наши граѓани. Кога пожарите летово се проширија низ многу општини во државата, припадниците на армијата, нашите хеликоптери, нашите копнени сили, значеа спас за повеќе села и за бројни семејства. Оваа непоколеблива посветеност и жртва заслужува да се вреднува. Затоа ќе кажам дека храброста не се плаќа со пари, но и грижата не смее да останува само на зборови. Храброста и напорите на нашите војници нема да поминат без признание. Почитувани припадници на армијата на Република Македонија, иднината на нашата држава е во полноправна интеграција во НАТО и во Европската Унија. Цели кои имаат силна јавна поддршка и целосен политички консензус. Ја имате целосната поддршка на владата и на граѓаните на Република Македонија за успешно да ги извршите вашите мисии и убедена сум дека вербата во вас ќе биде дополнителен мотив да продолжите со извршените, поставените, завршените задачи доследно и професионално, како што го правевте досега, како што доликува на припадници на армијата на Република Македонија. Најпознатата руска кралица пред речиси 3 века рекла: силен ветер започнува, може да ни даде нови идеи или нови главоболки. Мислела на ветрот на промени, кој може да биде проблем, но може да биде и шанса. Не сме најголеми, не сме најсилни, не треба ни да бидеме, но можеме и мораме да бидеме мудри и брзи, да ги носиме вистинските одлуки, да создаваме вистински партнерства, да гледаме подалеку и да действуваме побрзо. Изгубивме време, изгубивме и неколку шанси, но вистинското прашање не е што е зад нас, туку што е пред нас. Ве повикувам да го искористиме ветерот на промени, да станеме подобри, да функционираме поефикасно.
да инвестираме помудро, да инвестираме пред се во нашите луѓе, да им дадеме шанса да покажат што и колку можат. Тоа го докажале, тоа и го заслужуваат. Дозволете ми на крајот да се заблагодарам на сите оние кои ја помага армијата на Република Македонија сиве овие изминати години, но пред се да им се заблагодарам на припадниците на армијата на Република Македонија за нивната голема служба на својата татковина. Нека ни е честит 18 август, денот на армијата на Република Македонија, да живее Република Македонија, да живее армијата на Република Македонија. Ви благодарам.